Заштитата на животната средина во работните простории. Ова е целта на интегрираните дозволи, кои се наменети за помалите индустријски капацитети кои работат со опасни материи. Во рамките на проектот Екоакција беше одржана дебата за полесна имплементација на законот, кој е донесен од Министерството за животна средина. Неговото спроведување е пренесено на локално ниво. Професор доктор Зоран Шапорич вели дека можно е повеќе општини заедно да работат на поврзување на дозволите со бизнис секторот. Овде сме заедно со представниците од општината, од невладиниот сектор во организација на Екоакција Екоекшн. Ке се зборува за законски процедури, за искуства од другите градови, како е во Скопје, да речеме, како е во Тетово, како кои се можности кои ги дава законот, како треба да учествува невладиниот сектор, кои се правата на невладиниот сектор во врска со издавањето на интегрирани еколошки дозволи и ќе има дискусија околу целата оваа проблематика. По законот во Тетово почнува да се спроведува, но се уште не е доволно имплементиран. Фалат уште неколку луѓе, меѓутоа на почеток е добар, бидејќи законот дава можност, значи и повеќе општини да се здружат, најверојатно ќе им се предложи таа овие помалите општини, бидејќи немаат капацитет да се здружат со Тетово и заеднички да го имплементираат овој закон. Проектниот координатор на оваа дебата Фисник Шабани смета дека за бизнисите кои работат со опасни материи е од големо значење да ги добијат овие дозволи. Целта е да правиме некои тренинзи и да соработуваме конкретно со некои таргетирани бизнис групи, со што на овие фирми ќе им овозможиме подобро да соработуваат со општината, за полесно да ги земат овие дозволи и да видиме како анализа како е процедурата, дали се тие задоволни и како е бизнис секторот, нивото на нивниот интерес за да ги добијат овие дозволи. Тоа е една видна дозвола со што се задоволуваат некои критериуми за заштита и зачувување на животната средина во работните простории, во работниот однос и во некои бизниси кои стварно треба да имат во предвид кои се тие критериуми, пошто работат и со некои материи кои се можно опасни за околината каде тие работат. Со тренинзите ќе се овозможи запознавање со бенефитите од овие дозволи, како и полесна соработка помеѓу општините и бизнис секторот со цел полесно добивање на истите.